И ова лето за безбедноста на плажите до Охридското езеро ќе се грижат спасителите на вода. Започна регрутацијата на нови кандидати. Од Црвениот крст се надеваат на поголем одзив, бидејќи интересот, како што велат, последните години е многу слаб, уште послаб е интересот кај концесионерите на плажите за ангажирање спасители. Не можам да кажам дека е преголем интересот кај младите луѓе, но ево ова нека еден апел до сите млади кои што имаат 17 години и постари, а кои што се чувствуваат психофизички здрави, кои што можат, знаат да пливаат, да се пријават на оваа обука. Многу благородна професија, многу солидарна професија и многу корисна. Добиваат сертификат по меѓународни стандарди кои што важи на секаде во светот. А баш она што ќе научат да спасуваат, да бидат хумени, да спасуваат човечки животи и преку лето да имаат ангажман, ето како спасител на вода, платен ангажман, да се грижат за безбедноста на капачи. Од Црвениот крст апелираа до младите да не ја пропуштаат оваа можност да се обучат за спасители на вода како благородна и хумана професија. Волонтерите се најбитната алка секаде во светот и тие се почитуваат. Волонтерите не се оние кои што добиваат надокнада, но се оние кои што се професионално ангажирани затоа што ја знаат професионално да ја работат работата. Кај нас се мешаат поимите волонтер, тој е без пари, не знае ништо. Напротив, волонтери се и во планинската спасителна служба, знаеме како ја работат. Волонтери се и спасителите на води, знаеме на назад години дека како делуваат и дека немаме ниту еден фатален исход на делот каде што го обезбедуваат. Во Центарот за безбедност на вода во последните 15 години обучени се над 700 спасители на вода, а од нив активни се само 15. Нина Ритоновска, Сител телевизија.